Калајджиев, од Куманово доаѓате и се враќате со награда, предпоставувам дека е прва од ваков вид во вашата галерија на награди за животно дело. За каква награда станува збор и еве што значи за еден човек, предпоставувам не се чувствувате возрастно токму заради тоа што добивате за животно дело? Јас веднаш ќе ви кажам што реков синоќа кога ја добив таа награда пред посетителите во Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев во Куманово, кога ми ја додели оваа награда за животно дело. Споделив чувства кои навистина ми дојдоа први на ум, а тоа е дека многу сум среќен поради оваа награда, ами малку сум и тажен. Ти, нели, кога ќе добиеш награда за животно дело, тоа е како некој да те заокружува, ти го заокружува и животот и кариерата. Па им реков, вие може да ми давате награди за животно дело колку што сакате, ама јас до година ќе ви дојдам повторно како автор. Да, синоќа во Трајко Прокопиев, Центарот за култура, се случи јубилејното 10-то издание на фестивалот на шеговини песни Тумба Фест. Фестивал кој велам 10-то издание, но почна во далечната 1995 година и траеше се до 2000-та, значи само 6 изданија. Почна таа војна во Македонија, тој воен конфликт во 2001 година и поради тоа не се одржа, но таа пауза траеше долги години, до пред 4 години, и потоа некои организатори таму решија да го возобноват овој фестивал, но им текнало дека постои некој Георги Калајджиев кој на времето оставил свој белег во тие почетни изданија, први изданија на Тумба Фест. Тоа е периодот кога од 96 година до 99 само за 3 години, колку што имаше надпреварувачки карактер, инаку ревијален карактер има овој фестивал, значи само 3 години се доделува награди, јас успев да ги освојам сите можни, први, втори, трети награди за најдобар текст, награда за најуслушана песна меѓу два фестивала и поради тоа и поради фактот дека во 2 изданија бев дури и водител на фестивалот, сето тоа го собрале и рекле, ќе му дадеме награда за животно дело на Георги Калајджиев. Беше убаво, имаше доста звезди од познатите фолк пеачи во Македонија. Се видовме, дружењето беше многу убаво после фестивалот и убави се тие настани. Не знам, јас заборавив како изгледа на фестивалите, бидејќи порано одев на сите фестивали кај што имам своји песни, сега, освен во Ландово, кој го водам последните 2-3 години, не сум бил на други фестивали. Убаво ми беше да видам на таа сцена, на која многу пати сум бил, не само како водител на тој фестивал, туку и на некои поетски фестивали кај што сум добил награди, октомвриски средби, подкозјачи средби и така натаму. Куманово е град во кој имам многу пријатели, убаво, многу го сакам овој град. Испомнавте не само на Тумба Фест, туку бевте многу застапен на фестивалите низ државата. Имаш ли намера да им се вратиш? Една пауза имаше која што се чувствуваше? Да бидам честен, многу малку пишувам за естрадата, но се уште има интерес кај одредени пеачи, сакам да соработам, да. Ние Струмичани велиме, пишувам од новинта на Гинежо, се надам дека сакам да се вратам во таа фела, да се придружам на оние кои често пишуваат, зошто да не, за тоа не постојат години, за тоа или те бидува или не те бидува, сакам да пишувам, да.